Благодарам колеги, почитувани колеги пратеници и колешки пратенички. Денес го разгледуваме предлог буџетот за 2025 година, буџет за кој беше најавено дека ќе биде решение за долгогодишните економски предизвици на нашата земја. Но што добивме? Празни проекции, план за трошење на парите на граѓаните кои нема да доведат до реален економски раст и развој. Овој буџет е неразвоен, далеку од она што владата го најавуваше. Тој го продолжува чекорењето на оваа влада во погрешен економски правец. Реалноста е во расчекор со декларираната развојност. Во однос на оптимистичкиот планиран раст на бруто домашниот производ од 3,7%, тоа представува неусогласност со реалните економски текови за кои, например, Светската банка оценува дека ќе резултираат со раст од 2,5%, а Народната банка очекува 3,3% раст на бруто домашниот производ. Овие проекции посочуваат дека ќе имаме отстапување од она што владата го скицирала како економски резултат кој треба да го испорача предлог буџетот. Имаме еден предизборно надуен балон кој набрзо ќе пукне и ќе остави само долгови разочарувања. Ова е буџет без амбиција да создаде одржлива додадена вредност за македонската економија. Ова неоснована и загрижувачка висока проекција на растот на бруто домашниот производ е во функција на оправдувањето на загрижувачкото зголемување на буџетскиот дефицит до 4% од бруто домашниот производ, што владата го избра како пат, не водејќи грижа дека со оваа буџетска дупка од цели нето задолжување 672 милиони евра ќе се создава товар кој ќе го сносат идните генерации. При тоа не водејќи ниту грижа за законските обврски за ограничување на дефицитот на 3% од номиналниот раст на бруто домашниот производ. Ова е начинот на владењето на право на оваа влада. Законите не значат ништо. Доколку овој предлог буџет ја добие поддршката од мнозинството пратеници, тогаш тоа ќе представува одлука со која Северна Македонија ќе се запечати како единствена земја од регионот, која е фискално неконсолидирана со дефицит на 3% од БДП. Однесување кое ниту една од владите од земјите на регионот не го прави, почитувајќи ги основните принципи за одржлив развој. Само за пример, Црна Гора буџетскиот дефицит го намали на 2,8%, Албанија на 2,3%, Србија на 2,2%, Босна и Херцеговина на 1,7%, па како што обичаат некои од власта да кажат, дури и Косово на 1,1% дефицит на буџетот. А Северна Македонија се движи на спротивниот пат. Со овој буџетски дефицит владата нема намера за финансиска консолидација. Напротив, го затвора фискалниот простор, што би бил клучен за справување со идни економски предизвици. А да не кажам дека ова е спротивно на фискалната стратегија која што само пред неколку дена помина во собранието. Таму бројките кажува сосема нешто друго, проекциите сосема нешто друго, овој буџет сосема нешто друго. Проекциите не ги земат во предвид меѓународните економски неизвестности. Например, владата предвидува стабилен раст, иако Германија, нашиот најголем трговски партнер и најважен пазар за македонскиот извоз, се соочува со сериозни економски предизвици, кои неминовно ќе се одразат и на нашиот извоз и трговската размена. Да погледнеме што се случува и на ниво на Европската Унија, која е нашиот главен трговски партнер, со 77,5% од извозот и 51% од увозот на Северна Македонија. Економијата на Европската Унија за 2025 година се очекува да има минимален раст од 1,2%, што значи дека европското закрепнување е бавно и скромно, а секое забавување на економиите во Европска Унија ќе значи намалување на поборувачката на македонските производи и услуги, што би можело сериозно да влијае врз нашата економија. Дополнителна загриженост за сите економисти кои не се дел од владата предизвикува и падот на автомобилската индустрија, што создава директни ризици за македонскиот извоз и вработеност.
Со забавувањето на овој сектор, македонските компании што оперираат во економските развојни зони, а се дел од глобалниот синџир на автомобилскиот пазар, се изложени на непредвидливи економски притисоци. Овие компании се значајни и за вработување и за бруто домашниот производ на нашата земја и доколку негативните економски трендови продолжат, планираниот раст нема да биде секако постигнат. Додека веројатно се подготвувал овој буџет за 2025 година, еден аларм гласно биеше, но владата не го слуша. Имаме сериозен пад на индустријското производство во месец септември од 7,9%. А токму буџетот треба да е првиот чекор за поддршка и спас на индустријата. Наместо конкретни мерки за поддршка, наместо финансиска помош за компаниите кои се соочуваат со потешкоти, имаме уште еден лабораториски буџет без вистинска примена во реалниот свет. Ако оваа влада не реагира сега, ќе ја загубиме основата на нашата економија, индустријата која го движи целото стопанство напред. Но затоа имаме нов економски модел, вика, заснивано на јавни инвестиции. Ама да ќе видиме. Имаме уште еден сегмент од нашата економска реалност која се игнорира. Трудоинтензивните сектори, како што се текстилната и кожарската индустрија, буквално се заборавени од оваа влада. Тие не само што обезбедуваат голем број работни места, едновремени се и дел од столбовите на економијата. Но во овој буџет нема план за зголемување на продуктивноста и конкурентноста на македонската индустрија. Нема предвидени средства за технолошка модернизација и иновации. Ова не е буџет кој поддржува напредок, ова е буџет кој го стагнира македонското стопанство и ни го одзема правото на економски раст и развој. Дури вчера слушнавме од Министерството за финансии дека јас сум бил причината тоа што сум ги поддржувал домашните компании, па сега морало да обезбедат средства за да ги поддржат компаниите. Да, треба. Треба да ги обезбедат парите за компаниите, затоа што зголемената конкурентност доаѓа преку поддршка. Колеги, сите овие аспекти налагаат внимателен пристап и реалистичен поглед на состојбата. Со нереални прогнози и непотребни трошења овој буџет ја турка земјата кон финансиска несигурност. Затоа наша должност е да побараме поголема одговорност и прагматизам од владата со цел да се постигнат вистинските решења за македонската економија и иднината на нашите граѓани. Недомаќинското однесување уште повеќе загрижува, што се случува во услови на високо ниво на јавниот долг кој ќе ја надмина границата од 60%, што го признава и Министерството за финансии со неговите проекции дека истиот ќе се искачи на 62,7%. Но тамо нема да застане, каде што проектира владата. Новогодишната ноќ граѓаните на Северна Македонија ќе ја дочекаат со 66% јавен долг. И овде овој тренд нема да запре. Ако се вкалкулираат и неподмирените обврски на општините, ќе дојдеме до историски највисокото ниво на јавен долг од 70,8%. 70,8% јавен долг. Од наредната година граѓаните и бизнисот ќе бидат преоптоварени. Каматните плаќања кои ќе треба да ги подмириме наредната година ќе се зголемат на 20,7 милиарди или во пари, за да ги разберат граѓаните, 337 милиони евра. Тоа се каматите што треба да се платат. За споредба, во 2024 година ова бројка беше 17,6 милиарди денари. Овој раст на каматите ќе го намали фискалниот простор, одземајќи ги ресурсите што може да се вложат во приоритетните области како образование, здравство и инфраструктура. Токму оние инвестиции што може да ја потикнат економијата и да го подобрат квалитетот на живот на нашите граѓани. Како пратеници имаме должност да ги заштитиме и економскиот интерес на граѓаните и да бараме решења што ќе значат стабилност и напредок. Затоа овој предлог буџет не ја заслужува нашата поддршка. Нашата поддршка не ја заслужува и затоа што имаме постојано и други загрижувачки или нереални проекции. Владата предвидува раст на приходите од данок на личен доход од 13,1% во однос на 2024 година. Иако не постои план за даночна реформа, ниту услови што би го поддржале овој раст. Со оглед на предвидената ниска инфлација и забавениот раст на платите, најоптимистичката проекција за инфлација е 2,5%, што значи дека оваа буџетска ставка е практично недостижна,
само проекција на нечија желба која нема допир со реалните економски случувања. За жал овде не застануваат проблемите кои не очекуваат наредната година. Состојбата на преземените, а неплатени обврски и прашања само по себе ја нагризува довербата во овој буџет. Во третиот квартал од 2024 година, тоа е сега, заклучно со месец септември, овие обврски изнесуваат 40,6 милиарди денари, според извештајот на Министерството за финансии. Оваа бројка е речиси идентична со планираниот буџетски дефицит за 2025 година од 41,3 милиарди денари. Или во евра, неизмирените обврски, недостасаните 670 милиони евра. Ова значи дека веќе имаме еден буџетски дефицит како економија продуцирана и тоа пред планираниот тој во 2025 година да почне да се реализира. Ова покажува дека владата ги занемарува обврските и не води грижа дека товарот ќе биде на грбот на граѓаните. Зголемувањето на расходите во буџетот за 2025 година е дополнителен товар што оваа влада планира да го наметне граѓаните и стопанството. Вкупните расходи се зголемени за 37 милиарди денари, или 10,3%, што може да се оправда или да се оправдаше во период на висока инфлација, но не во услови кога Народната банка предвидува инфлација од само 2,5% за 2025 година. Масата на плати и социјални трансфери значително растат, додека капиталните расходи, иако зголемени, предизвикуваа загриженост и прашањето на кое немаме одговор е колкав дел од овие средства всушност ќе остане во македонската економија и ќе придонесе за нејзиниот раст. Кога сме кај расходната страна на буџетот, а во услови кога дефицитот ги пробива законските дозволени граници, не може да се препознаат знаци на ригорозна дисциплина и редуцирање на непотребните трошоци. Например, програмата за изградба и реконструкција на административните згради на државни органи изнесува 197 милиони денари. Е трошење што не носи директен придонес на економскиот раст, односно во услови кога потребата од домаќинско и мудро планирање на буџетот е нагласено, владата се одлучува да инвестира во административни објекти. Во ситуација кога граѓаните едва го покриваат крајот на месецот, кога чекаат со часови за здравствена нега, владата одлучува дека приоритет за наредната година ќе биде купувањето на мебел. Додека болниците се распаѓаат, а училиштата имаат потреба од основни ресурси, оваа власт предвидува да потроши неверојатни 110 милиони денари за нов мебел, што е речиси 5 пати повеќе од тоа што е потрошено во 2024 година. Се поставува прашањето за кого е овој мебел. За новите партиски административци кои се оддалечени од реалните потреби на граѓаните, или ова сепак е доказ дека ова не е буџет за граѓаните. Ова е буџет за комфортната зона на партиската бирократија. И не се застанува овде. Кога ќе видиме колку се планира да се потроши за нови возила, јасно е дека фокусот на владата е удобноста на нејзините функционери. Од веќе проектираните 71 милион денари во 2024 година, ставката за купување на возила расте на феноменални 420 милиони денари во основниот буџет. Но и тоа не е доволно. Со нови задолжувања се предвидуваат дополнителни 10 милиони денари и уште милиони од донации за луксузни возила. Вкупно над 7,5 милиони евра се предвидени за нови возила. Ова значи повеќе возила и мебел за владините функционери, а помалку пари за здравјето, образованието и квалитетот на живот на граѓаните. Овој алармантен раст на непродуктивните трошоци е показател за сериозно отсутство на фискалната дисциплина и економската неусогласеност во планирањето на буџетот. Зголемувањето на ваквите трошоци не придонесува кон продуктивноста на економијата и го нарушува фискалниот баланс. Додека средствата се насочуваат кон комфор и луксуз на администрацијата, не се издвојуваат доволно средства за капитални проекти кои би имале вистински економски ефект преку создавање на нови работни места, зголемување на конкурентноста и стимулирање на продуктивниот сектор.
Буџетот за 2025 година не е план за економски развој. Тоа е план за комфор на елитата на власт. Кога ќе погледнем на приходната страна на буџетот за 2025 година, повторно се забележува загрижувачки податоци. Имаме зголемување на неданочните приходи од 9,4 милиарди денари во 2024 година на 16 милиарди во 2025. Ова се базира на очекувани приходи од глоби, судски и административни такси, како и дополнителни такси и надоместоци, што покажува дека владата планира да го пополни буџетот преку поголеми парични притисоци врз граѓаните и компаниите. Ова ја разоткрива намерата владата да прибира пари преку казни. Пред нас е на повидек фискален модел во кој владата станува казнувач и собирач на приходи, пристап создаден кој што создаве фискален модел каде владата станува казнувач и собирач на приходи. Колеги, сите овие бројки, сите овие политики и обврски не се само финансиски термини, туку реално што ќе ги погоди нашите граѓани, нашите деца, иднината на секој од нас. Овој буџет не е план за развој, тој е рецепт за долгови. Наша одговорност е да се спротивставиме на ваквиот пристап и да ги браниме интересите на граѓаните, затоа што тие заслужуваат одговорна фискална политика која гради стабилност и просперитетна држава. Ова што е пред нас не е буџет, тоа е само отворен чек на трошење кој ќе остави финансиска пустош. За крај, сакам јавно да им се извинам на граѓаните, на сите тие кои што ме гласале и не ме гласале за вчерашниот веројатно испад. Тоа не наликува на демократското однесување и на домот на демократијата кој што би требало. Но тоа беше реакција на нападите кои што константно ги добиваме за да не замолчат, за да го кажеме гласот како опозиционери. И јас сум кажал во неколку прилики, ве гледам сите вас, вие сте 58, јас сум еден од 18. Повеќе од да ми го одземете животот, не можете ништо да направите. Но тој го дава само тој горе и тој го одзима. Вие ништо не можете повише да направите. Бидете ми здрави и живи и се гледаме во секоја друга прилика.